се наоѓам во објектот на Домот на занаечиите, на Занаечиска комора Скопје. Ке разговарам со директорката Анета Атанасовска. Добро утро. Добро утро и на вас и на сите гледачи на Македонска телевизија. Еве, некако и водителот ја кажа главната мисија, целта на Занаечиската комора Скопје, кој што се наоѓа во срцето на чаршијата, кога некогаш царува раскош беше да се помине од една единствена причина, се гледа занаетите. Веќе многу изумрени, меѓутоа не застанувате тука, да не бидеме носталгични, мораме да одиме напред и навистина многу вешто го работите тоа, и им помагате на младите да бидат стручни, успособени и да бидат препознатливи, меѓутоа на пазарот да се знае кој занает, каде, како, што е. Ви благодарам за убавите зборови, се трудиме нели да ги поддржиме занаечиите во секоја смисла на зборот и во образовните процеси од ученик до задоволен занаетчија или работник во занаетчиство, значи се трудиме уште во образовните процеси да помогнеме во процесите на дуално образование, со тоа што организираме обуки за мајсторски испити веќе во 6 програми, и тоа фризер, козметичар, пекар, сладкар, автомеханичар и масер, и акредитирани сме во Министерството за образование за реализација на овие програми, за занаетчии кои што имаат доволно искуство во областа да добијат 5 Б ниво во националната рамка на квалификации, да се оспособат да обучуваат други млади лица во областа на својот занает. Исто така организираме обуки за ментори, за работодавачи кои што сакаат да ги отворат вратите за учениците, и навистина има голем интерес од страна на занаетчиите, затоа што обуката на учениците е навистина традиција во занаетчиството. Традицијата од чирак, калфа па мајстор се враќа со Законот за занаетчиство од 2015 и се надеваме дека младите навистина ќе успееме да ги устроиме по патот на занаетот, каде што и ќе си реализираат успешно работење и ќе си се оформат како вистински личности. Споменавте неколку, односно повеќе професии, верувам дека тие се и најбарани, како кажуваме, на пазарот, меѓутоа па некои доста изумрени, така споменав на почетокот, меѓутоа во вашите витрини нешто што мене прво ми паѓа на очи, изработката на филигран. Мислам дека се уште се заинтересирани определени млади и доста се препознатливи во светот со македонското филигранство. Значи, овие занаети што ги набројав во областа на мајсторските испити се навистина барани на пазарот на трудот. Има доста регистрирани занаетчи од постарите генерации, млади се заинтересирани да отворат своји занаетчиски бизниси. Тука на едношалтерскиот систем, во моментот каде што има странки, добиваат целосна услуга за целиот процес, од основање, поддршка во однос на финансиски, како да го водат бизнисот, формирање цена, така да ние целосните процеси им помагаме, додека да се оформат и застанат на свој нозе. Во однос на изумирање на занаетите, точно, делот занаетите изумреа во зависност нели од самите процеси на времето, каде што потребата од одредени занаети запре заради увозот, заради други причини, меѓутоа дел од нив себе во витрините се изложени и се надевам дека ќе направиме во иднина да бидат во голем број музеи, каде што ќе сведочат за традицијата на нашето минато и за занаетчиството кое што било во минатото. Успеавме еден од занаетите, ово што го споменавте, нели филигранскиот занает, да го вратиме од работ на заборавот, со тоа што со помош на Занаетчиската комора Кобленц опремивме пред 15 години современа работилница, која што си ја одржуваме, тоа е во нашите простории. Нудиме обуки за филигран. Од таа работилница излегоа голем број на филигранисти кои понатаму си отворија свој бизниси тука во Занаетчиската комора Скопје и си се сега активни како занаетчи. Се надевам дека со останативе занаети кои што се на работ на изумирање ќе успееме да вратиме и дел од нив. Затоа и ми беше прашањето навистина некако можеби заеднички и ние медиумски да помогнеме за враќање
на занетите, со тоа ќе ја вратиме историјата, со тоа ќе ја поддржиме и да кажеме кои сме, што сме, навистина какви уметности преку занетчиството се третирале, барем во градот Скопје и во целата држава. Знам дека доаѓа есен, зима, редовни оние базари што се препознатливи за занетчиската комора. Да, секако ние редовно сме меѓу првите кои што ги организираме базарите за регистрирани занетчи во нашиот регистар. Сега планираме есенски базар во градски трговски центар, планираме новогодишни базари за кои што се подготвуваат занетчиите со своји производи. Тоа е една нивна можност за да можат да ги изложат производите и да имаат начин на продажба, затоа што се претежно од областа на уметничко занетчиство и домашно ракотворење, немаат регистрирани дуќани, туку работат во домашни услови, како што им дозволува и правилникот за минимално технички услови, затоа ова им е одлична можност да излезат на штанд кој што го организираме ние и да си вршат продажба. Исто така им нудиме обуки за онлайн продажба, затоа што веројатно со процесите на дигитализација мораме и сите ние и секторот да се менува, да си помогне во областа на продажбата и обуки за маркетинг. Така да во тој дел се целосно покриени. Сигурно, веројатно, како екипа на утринската програма на Македонската телевизија ќе ги посетиме базарите, се гледаме во следна прилика, не застануваме тука, си со единствена цел да помогнеме и сакаме да помогнеме да ја продолжиме мисијата на занетчиската комора на Скопје. Ви благодариме на поддршката.